На емисијата ќе видиме уште еден прилог, овој пат од новинарот Сеат Ризвановиќ, кој што се обиде да открие дали доколку граѓаните сакаат да реализираат некој проект, тоа можат да го направат преку граѓанска иницијатива која што ќе ја поднесат до надлежните институции. Можат ли граѓаните да променат нешто ако поднесат граѓанска иницијатива до надлежните институции? Скопјанецот Ангел Анковски вели дека можат. Тој предложи на владата да формира град на цвеќето и да отвори берза на цвеќе. Владата го прифати предлогот и веќе го реализира. Се изненадив од еден позитивен концепт, тоест ден на идеите. Кога би одбрали еден град на цвеќе, би се актуализирало цвеќето како дејност, да се напред на квалитативно производство, значи не само квантитативно. Македонските граѓани може да поднесат иницијатива до собранието ако соберат 10.000 подписи. Референдумот за општинските граници од 2004-та, продажбата на ЕСМ од 2005-та и законот за луѓето со хендикеп од 2006 година се единствените иницијативи кои граѓаните ги поднеле до Македонското собрание. Невладините организации овозможуваат идеите на граѓаните полесно да стигнат до власта. Невладината NDI отвори 65 канцеларии каде луѓето може да се сретнат со пратениците. And what's very important, they're in neutral venues. The offices before were in political party headquarters, not anymore. Because at the end of the day, good MPs will make good governance if they're able to listen to the community and to individuals. На сите средби, значи, што се закажани, воопшто онака доаѓаат пратениците. Од невладиниот сектор велат дека ако владата и пратениците прифаќаат повеќе идеи на граѓаните, ќе има повеќе граѓански иницијативи. Ангел Анковски вели дека прифатената идеја од владата го поттикнува уште повеќе да го развие бизнисот со цвеќиња. Да ги доближиме граѓаните што поблиску до идејата како еден мал семеен бизнис може да функционира во Македонија. Граѓанските иницијативи во земјата ги регулира законот за референдум и непосредни изјаснувања на граѓаните. Во продолжение на емисијата разговараме со Вања Шкорич, представник на невладината организација ГОНГ.